Големи штети има кај земјоделските посеви од невремето проследено со силен град и дожд, што во понеделникот попладне ги зафати атарите на неколку села во општина Чешиново Облешево. Неполн половина час, колку што траеле обилните врнежи, било доволно да се изгуби дел од планираниот род, посебно кај оризот. Оштетување има и кај пченката, како и кај скоро сите градинарски култури. Сликата на теренот покажува дека стихијата удрила немилосредно, оставајќи зад себе пустоши и искршени стебла на растенијата. Земјоделците од Облешево рекоа дека претрпеле големо невреме, што освен штетите на земјоделските површини, за среќа не предизвикало поголеми проблеми во населените места. Од изутрината тие излегле на терен за да видат што останало неоштетено од градот. 6 до 70% има тоа што е фанано од градот. Што значи тоа? Па нема, тоа се е паднано на класото е уништено и 6 до 70% од брикетот е ојде. Па кога класиш имаше тие па што се побрзести семиња беа залебиле веќе и на тие поголема штета. Што работиме цело време за 15 минути тоа градот го уништи се. Да речеме 50-60% е уништено по моје мислење. Ориски нема. Па ќе нема тај дел дека е фанало градот. За Оризо сега баш у класото. Оризо е најоштетен. Дека е фанало, тој дојде од кај Бања негде. И овај дел дека Спанчо, дека фана тука се лом направи. Земјоделците велат дека тешко дека ќе може да се надомести штетата, затоа што градот ги погодил земјоделските култури во најнеповолен момент од нивната вегетација. Тие штети тешко ќе може да се надокнадат со додатни ѓубрива или прскање или се, тоа тешко, касно е. Сите култури се у завршна фаза или у фаза на главно развивање, со што ќе направат. Не може да се надокнадат тие штети. Сабали дојдоме у Облишо на пазар, моморуските и Оризо дека фанал градо скацало. Треба да пријават од временски непогоди. Земјоделците од Облешево рекоа дека засега никој не дошол да ги праша за претрпената штета. Сепак, само иницијативно, ќе пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство, во надеж дека можеби ќе добијат известно обештетување како надоместок за веќе загубените приноси. Не знаат дали државата ќе им излезе пресет на барањата, но сметаат дека заслужуваат да добијат некаква помош. За висината на направената штета, доправа ќе дознаат кога ќе дојде на ред собирањето на родот, а посебно по жетвата на оризот.